Кедр. Я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Зажигание. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Предварительно. Желаю вам доброго полета! Я Заря-1, мы сейчас желаем вам доброго полета, все нормально. Поехали! Драго ми е што денеска овде се наоѓаме токму во општина Карпош, непосредно до улицата Јури Гагарин, која што го носи името на еден храбар човек, кој што е символ не само на советската вселенска програма, туку стана символ на човештвото, кој е символ за храброста, символ за победата, за желбата да се откријат нови простори, кој што во далечната 61 година леташе 1 час и 48 минути во орбитата. Првиот човек што ја напушти земјата и по 1 час и 48 минути се врати на земјината топка. Со тоа тој отвори нови страници во светската историја, во развојот на науката и воопшто во човештвото. Нам ни е драго што како локална самоуправа имавме таа чест да ја донесеме одлуката на 24-та седница на Советот на општина Карпош на 28 ноември, за да овој споменик биде поставен токму овде во непосредна близина на улицата Јури Гагарин на територија на општина Карпош. Се со една цел да младите генерации се подсетуваат на овој навистина храбар човек, кој што е одликуван со орденот на Советскиот сојуз и кој што натаму треба младите генерации исто така да ги потикнува на храброст и на желби за нови победи. На крајот јас само би се подсетил на една кратка песничка кога бев прваче. Таа гласеше: голема желба јас имам космонаут да бидам, кога Гагарин и Валентина далечни простори да видам. Тоа значи и новите млади генерации да се подсетуваат на овој голем херој и да ги потикнуваат исто така тие да бидат храбри и да бидат подготвени да откриваат нови хоризонти. Сакам од името на граѓаните на градот Скопје да изразам благодарност до амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија и лично до амбасадорот Олег Щербак и неговиот тим за неговите силни напори на македонската престолнина да ја подари спомен обележје за човек кој е светски символ за непостоење на граници на човечките достигнувања и можности. 12 април 1961 година се одбележува како меѓународен ден кога космонаутот Јури Гагарин излезе од земјината атмосфера и по повеќе од час и половина престој во Вселената безбедно се врати на земјата. Од тогаш почнува да се испишува и нова страница на човековата историја. И денес Гагарин е символ на човештвото, за бестрашност, за технолошки просперитет и за прв чекор кон освојувањето на простори надвор од границите на земјината топка. Денес во главниот град на Република Македонија, во прекрасно и гостопримно Скопје, заедно го отворуваме споменикот на истекнатиот син на земјата, Јури Гагарин. Сыну земли Юрию Гагарину. Именно он первым сделал то, токму тој прв го направи тоа зашто луѓето сонувале илјади години, полетал во Вселената. Токму тогаш 54 години пред, на 12 април 1961 година, почна новата ера во историите на човештвото. Ера на освојување на вселенскиот простор. Человечество в истории нашей цивилизации. Эпоха освоения космического пространства.
Пази, пази.